И на овие избори Македонија ќе победи. Кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМН нудат програма во која нема апстрактни ветувања, туку план и визија за подобар живот на граѓаните, рече лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на денешната промоција на кандидатите што се одржа во Штип. Мицкоски истакна дека народот очекува подобар живот, сигурност, правда и перспектива, да не биде излажан и третиран како средство, туку како цел за чија благосостојба мора да се работи одговорно. Одговорницата им се обрати на сите кандидати со пораката: вашиот мандат е договор со граѓаните. Сакам да им порачам на сите градоначалници и оние што се разбираат, но и оние што првпат застануваат пред народот. Вашиот мандат е договор со граѓаните. Службата е чест, но и обврска. Да бидете транспарентни, достапни, честни и да мерите се со резултатите, а не со зборови. Вашето досегашно искуство да го претворите во предност, а вашата визија и програма да ги претворите во реални дела и проекти кои ќе го подобрат животот на граѓаните. Тоа е нашата заедничка мисија и цел. Во однос на изборната кампања, лидерот на ВМРО ДПМН рече дека најголемата партија ќе води кампања која не смее да биде театар на празни ветувања, туку мост помеѓу вистината и надежта. Секое ветување носи тежина, а секој гест станува порака, рече Мицкоски и истакна дека не бараат аплауз за ветување, туку доверба за работа, зашто вистинската награда не е во аплаузот, туку во животот што ќе го направат за некого да биде подобар. Ке ги поразиме сите ваши интриги, сите ваши тажни обиди да не инволвирате во вашите предавства, сите ваши афери и апатијата која што ја создадовте, затоа што во нас чука срце, затоа што ние сме луѓе кои сакаме, живееме за идеја и мечтаеме, затоа што ние живееме со проблемите на луѓето и се бориме и ќе се бориме да ги подобриме животите на сите и покрај вашите обструкции, планови и деструкција. Ви ветувам дека и на овие избори ќе ве победиме. Македонија ќе победи. Во изминатите 4 години, како што посочи Мицкоски во говорот, во Македонија се изградени над 770 километри патна инфраструктура, 12 пречистителни станици и изградени и реконструирани над 400 училишта, токму со работата на досегашните градоначалници. Тој ги охрабри идните дека владата и понатаму ќе обезбеди силна поддршка за сите клучни општински проекти.